Добар ден, почитувани, започува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Како да подготвите избалансиран оброк за вашето дете? Кои намирници треба да бидат редовно застапени на нивното мени? Ќе разрешиме и вечната дилема на родителите. Треба ли децата да пијат кравјо млеко и сокови? Надица Илиевска, дипломиран нутриционист, е гостинка во студиото на Телма. Сите овие дилеми ќе ги разрешиме веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. Правилната исхрана кај децата се сведува на навиките што се стекнуваат во семејството од најраната возраст. Затоа оваа тема е многу важна и ќе ја разработиме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг. Надица, добро ни дојде повторно во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден и добро ве најдов. Веднаш ќе ги разгледаме оние намирници што се сметаат за здрави во исхраната кај децата, а ние ќе продискутираме колку често, во колкави количини треба да бидат тие застапени и дали сето ова треба да биде дел од нивното секојдневно мени. Значи да го видиме првиот лоп за денеска, вели намирниците кои што се сметат за здрави и кои што треба да бидат присутни во исхраната кај децата се млекото и млечните производи, месото и рибата, јајцата, житарките, овошето, зеленчукот и секако тука се течностите, но ќе започнеме со дилемата наречена кравјо млеко. Некои родители веќе минале низ неа, некои допрва ги чека. Има родители што смета дека млекото, пред се кравјото млеко е многу здраво за нивното дете, што порано го воведуваат во исхраната, дури во доенечка возраст, други пак сосема го исклучуваат. Епа сега тука да започнеме кога треба да се даде кравјо млеко и дали воопшто тоа треба да се направи. Значи, оно што е интересно е дека сите екстремни пристапи во исхраната на децата се непожелни, што значи дека секогаш има контроверзи и секогаш има дилеми и за жал родителите понекогаш и реално се збунети што треба да направат, но ако тргнеме да ја анализираме хемијата на храната и онака како таа делува во детскиот организам, едноставно треба да се каже дека воведувањето треба да биде некаде околу годината од едноставна причина што капацитетот на дигестија и можностите на доенчињата се лимитирани до година дена. Апсолутно прво треба да разјасниме дека ниту еден тип на млеко, во последно време морам да нагласам, дури и растителните млека се земаат во обзир, не се замена ниту продолжеток на доењето, односно на мајчиното млеко. Тие во одреден период од животот почнуваат да представуваат еден тип на прехрамбена намирница. Каде е проблемот со прераното воведување? Едноставно неможност да се искористи, бидејќи протеинскиот состав на кравјото млеко е неадекватен за возраста ако го дадеме веднаш после 6-тиот месец. Тоа е едната работа, но пак од друга страна се покажа и одредени релевантни студии, покажаа всушност дека не треба ни многу да доцниме со воведувањето, значи некаде околу годината, придружно во вид на разни каши, треба полека да го воведуваме кравјото млеко. Комплетно е неточно тврдењето дека раното воведување на кравјото млеко воведува атописки дерматит, тоа веќе е јасно во науката, меѓутоа во третманот на атопискиот дерматит најчесто диетотерапевски и педиатрите го одложуваат воведувањето. Од друга страна, па ние нутриционистите располагаме со други научни студии дека појавата на нетолеранција и алергија на млеко е позастапена кај деца кои што е воведено кравјото млеко после 16-тиот, односно 18-тиот месец. Што значи дека годината треба да биде некој, да кажеме, оптимален период каде што во мали количини, во вид на додаток, треба да го воведеме млекото, но ќе повторам, како само намирница од групите на намирници, а не и како замена, како нешто со кое што се оди на спиење, како нешто кое што е, може би да кажам, и оброк.
јас сепак би дала предност на производите од млеко, посебно на ферментираните, кои што послободно и треба во порана возраст да се воведуваат. Интересна е популарноста на козјото млеко, која што неверојатно се подига последната деценија, и тоа токму поради еден тип на средноланчани масни киселини кои што се ставаат во корелација дека ги има и мајчиното млеко, но морам да кажам дека козјото млеко како додаток треба да се воведе дури по воведувањето на кравјото млеко. Знаете, се има плюс и минус. Да, и масната и протеинската глобула кај козјото млеко е многу помала и подигестибилна од кравјото млеко, но пак содржината на железо, на минерали е многу поголема и под знак прашалник е колку може да биде таа искористена. Единствено што можам да кажам е дека не треба да го одбиваме комплетно млекото како намирница, посебно во припремата на одредени, например, житарки или на тој начин, меѓутоа не и како оброк. Колкава количина млеко децата треба да испијат? Бидејќи се случува кога се поголеми да пијат и по 4-5 чаши млеко на ден. Се смета дека не треба да интерферира во другиот тип на исхрана, посебно кога ќе почне таа да биде разновидна, значи околу година дена, не повеќе од 400 до 500 грама млеко, но вклучувајќи ги и млечните производи, бидејќи млекото дава ситост и многу често во пракса деца кои што многу конзумираат млеко, апсолутно не земаат доволно разновидност и други намирници кои што се неопходни, па такво едно живење во наводници на млеко подолготрајно е најдобрата и најкратката патека до воведување на анемија, бидејќи и кравјото млеко, и козјото млеко, и сите други млека кои што се достапни всушност немаат доволно нутриенти кои што се потребни за раст и за развој. Значи не треба да се претерува со Апсолутно млеко, не бидејќи може повеќе. да доведе до анемија, веќе како што споменавте, а кога станува збор за кравјото млеко, дали е подобро да се купи, или козјото, дали е подобро да се купи домашно млеко, или пак оно што се нуди во маркетите, кое што е обработено и е во тетра пак спакувано? Тоа е вечна дилема, што треба, сепак на некој начин домашното млеко, посебно ако веќе знаеме на кој начин бил одгледуван добитокот, е најдобра варијанта, меѓутоа тоа треба да припремањето во домашни услови на такво млеко треба да биде со посебно внимание. Значи да биде доволно термички обработено и тогаш да се Значи секогаш да биде употребува. сварено. Обавезно треба да биде пастеризирано, треба да биде добро сварено, подолготрајно. Ние во домашни услови не можеме да постигнеме толку високи температури, но пак можеме тоа да го надополниме со должината на Значи, подолго термичката да се вари. обработка. Да, значи висока температура помалку време дава сигурност, пониска температура подолго време дава сигурност. Во секој случај, оние трајни млека не се погодни, од проста причина што тие се резултат на еден долг технолошки процес во кој што многу од нутриентите се изгубени, па за да не бидат трајно изгубени, потоа се додадени и најобично вака наједноставно за гледачите, вообичаено кажувам кај родителите, доколку она што го купиле не се расипува во разумен рок, односно трае бесконечно, се работи за одреден технолошки процес кој што овозможува истото да биде трајно. Знаете, млекото е една од најрасипливите намирници. А сега можеме да отвориме млеко и да трае по цела недела. Од друга страна, тоа млеко кое што го купуваме на полиците носи одредена безбедност и сигурност во однос на составот, бактериолошки исправност, провереност од афлатоксини и така натаму, што значи дека дилемата... Има плусеви и минуси. Има плусеви и минуси, меѓутоа, мојот личен став е дека секогаш треба да одиме
кон природното, односно домашното млеко. Дури предпочитам и да има еден вид на кооперација во купувањето со семејството, значи помагање во исхраната на животните кои што даваат млеко и млечни производи, и на тој начин познат купувач, значи производител, познат купувач е можеби најдоброто нешто што можеме да го направиме. А смеат ли децата да пијат обезмастено млеко? Всушност, во сите трендови во исхраната, кои што не сакајки можеби ги допираат и децата, доенчињата не толку, тука имаме строги правила, меѓутоа веќе после годината, најголемата грешка е она што го префрламе на нашата здрава исхрана кон детската здравна исхрана. Знаете, нас не се советува исхрана со помалку масти, посебно со ситени, со многу билни влакна, додека за децата тоа не смее да важи и не важи. Никако обезмастени производи до третата година. По третата година може да се намали процентот на масленост, меѓутоа, имајќи го предвид нивниот забрзан раст кој трае многу подолго од 3 години, обезмастените производи и не треба и не смеат, а и секогаш обезмастените производи се резултат на долг технолошки процес, па се враќаме нели на оние препораки дека треба да избегнуваме високо процесирана храна. А дали растителните млека се млеко? Растителните млека, јас не знам зошто воопшто поради бојата, а го имаат значи тој назив, тоа се растителни напитоци. Тие се некогаш при неверојатни педиатриски причини, можеби единствен излез, меѓутоа тие апсолутно не може да заменат ниту млеко, ниту млечни производи. Меѓутоа составот пак на некои растителни напитоци може да биде добар дополнителен внес на здрави масти и на минерали во подоцнежната исхрана кај децата, но никако не заменуваат значи млеко и млечни производи. Споменавте дека ги препорачувате ферментираните млечни производи како што е киселото млеко, кефирот и слично. Кога пак тие може да се воведат, во колкави количини да се конзумираат? Ферментираните млечни производи го немаат она од кое што сите млади мајки се плашат, а тоа е лактозата. Значи таа е веќе изферментирана. Богати се на протеини, сепак доаѓаат од животинско потекло, имаат комплетен аминокиселински состав и треба да се воведуваат веќе во зависност од тоа дали се применува значи ексклузивно доење, меѓутоа од 7-миот месец натаму веќе треба да се применуваат и се навистина многу благотворни, од проста причина што се лесно сварливи. Знаете, кога треба да планираме детска исхрана, ние мора да ја прилагодиме нутритивно, квантитативно и квалитативно. На што мислам кога велам квантитативно? Таа треба да има голема нутритивна густина, затоа што ниту големината, ниту капацитетот на дигестивниот систем кај децата е еднаков како кај возрастните, а сепак на таа мала количина треба да ги имаме застапено сите нутриенти кои што му се потребни, бидејќи изостанок на само неколку нутриенти потоа дава непосакувани резултати во здравието на децата, што значи дека и тука важи правилото, веќе значи околу 9-тиот, 10-тиот месец 400 грама кисело млеко или 200 грама овошен јогурт кој што ние сами ќе го збогатиме домашен, со значи вашиот домашно подготвен овошен јогур. Потоа можеме урдата исто така да ја вметнуваме помалку, што значи дека веќе еден таков оброк комплетен кај 9-тиот месец може да имаме комплетно, да се внимава со сирењата. Да се читаат декларациите, сирењата кај малите деца мора да бидат од пастеризирано млеко. Па многу често мајките прибегнуваат кон фета или кон младо сирење, без да се земе во предвид дека тие се прават од непастеризирано млеко, што значи дека тука доаѓа урдата, тука доаѓа моцарелата во предвид, потоа доаѓа рикотата, таа станува се многу популарна, и грчкиот јогурт, иако морам да признам,
не знам зошто станува толку популарен. Разликата од обичниот јогурт нутритивно е речиси па занемарлива. Но, значи, треба да се внимава на тоа дали се правени од пастеризирано или од непастеризирано млеко. Што е со поголемите деца? Дали кај нив треба вака да се води сметка што се зема во однос на, да речеме, сирењата? Бидејќи често се и силно засолени. Солта е друг проблем, но тоа секогаш можеме да го одсолиме. Значи, пред да го дадеме на децата. По најновите препораки, веќе со навршување на 3 години, децата треба полека да ги прифаќаат навиките на исхрана кои што се препорачани и за возрастните. Секако тоа не треба да биде од утре, значи готово, туку треба да биде постепено. Што значи дека доколку треба да внимаваме на внесот на заситени масти, после 3-та година треба да внимаваме и на количината на кашкавал, кој што ја јадат најмалите, затоа што и покрај одредени витамини, минерали и добри работи кои што ги има кашкавалот, тој има и заситени масти. Истото е и за павлаката. Тоа беше следното прашање. Дали павлаката е исто што е кисело млеко или пак кефир? Не е исто што е кисело млеко. Значи, тука се работи за... Значи, ги имаме како добра страна масти, меѓутоа има и заситени масти. И затоа комбинацијата е секогаш добре дојдена. Например, во еден оброк во кој што имаме урда, можеме да додадеме една лажица павлака. Во оброк како што е палента, кој што не е богат на масти, можеме да додадеме павлака. Или пак да ги комбинираме јогурт со многу малку павлака, што значи дека разновидноста и комбинациите остануваат она за кое што најмногу треба да се грижиме. Следното е на нашиот список месо и риба. Неопходно ли е месото во исхраната на децата? Можат ли децата да бидат вегетаријанци или пак вегани, нешто што е исклучително голем тренд изминативе години? Голем тренд не само во исхраната на возрастните, кога тие сами одлучуваат, меѓутоа и голем тренд истото да се пренесува на децата кои што немаат право сами да одлучуваат што ќе јадат. Знаете, месото, рибата, тука ќе ги вклучам и јајцата, се неверојатно биолошки вредна храна. Нивната нутритивна густина, нивното количество на витамини, минерали, комплетни протеини, витамини растворливи во масти, B12 и други Б витамини, се најбиорасположливи од месото, од рибата и од јајцата. Во крајна линија, не мора да значи дека едно дете, вегетаријанец, нема да биде здраво. Теоретски, ние се можеме што му треба на детето да се надокнеди да на друг најдеме начин, со во замена. растителните производи. Но теоретски, во пракса е тоа многу исклучително тешко. Железото дали поедноставно се абсорбира од месото или пак Тука од е растителните извори? најголемата. Значи, апсорбцијата на железото од животинско потекло од намирници е речиси 4 пати поголема отколку апсорбцијата на така нареченото нехем од растително, каде што треба неверојатно многу да внимаваме на комбинациите. Затоа што таму каде што таблично го имаме многу железото, имаме или оксалати, како што е спанаќот, или имаме фитати, како што е гравот и леќата, што значи дека имаме други хемиски соединенија кои што едноставно ја спречуваат апсорбцијата на железо. Што значи дека вегетаријанството е возможно, но освен познатото B12, каде што кое го има во многу малку намирници од растително потекло, јас, например, на дете, околу година дена, воопшто не би препорачала да воведе печурки, ниту пак алги, а најчесто возрастните вегетаријанци од таму го примаат B12. Но најголемата замка се повторно мастите. Кои што се неопходни за развојот на мозокот пред се на детето. Пред се. Затоа што тука апсолутно вегетаријанската исхрана во принцип е исхрана која што е сиромашна со масти. Секако водена од стручни лица и тоа може да се изведе, бидејќи и ние нутриционистите
сме приморани да ги следиме барањата, бидејќи подобро е да се потрудите на оној кој што веќе одлучил да не дава одредени намирници на детето, да му помогнете да ги избегне замките и да направите комбинации кои што ќе ги задоволат потребите на децата во раст и во развој, отколку да го убедувате дека треба да го промени начинот. Веганството апсолутно би го забранила со закон, од проста причина што тоа е премногу рестриктивна исхрана и дури до 2 години тој огромен внес на билни влакна кој што го има во веганството едноставно прави проблеми за капацитетот на и искористливоста, значи премногу билни влакна додатно ќе оневозможат мастите од растителните масла кои што се додаваат да бидат искористени. Значи се вртиме во еден круг. Но доколку па и самите деца одбегнуваат само месо и Да, има нема деца што не стрикно сакаат. Да, и нема. На деца месо да јадат едноставно, одбиваат. Апсолутно тука да одбиваат. И постои една многу интересна шведска научна студија, вели дека 90% од децата кои што одбивале да јадат месо во првите 3 години, по својата 20-та година стануваат вегетаријанци. Треба додатни испитувања зошто и како, но доколку имаме обсек, значи додека не е стрикна, ако може да се јадат јајца, ако може да се конзумира риба. Знаете, децата се раѓаат лактовегетаријанци. Значи, тие се на мајчино млеко првите 6 месеци, потоа уште најмалку 2 месеци сепак воведуваме само овошје и зеленчук и житарки. И тука, од тука се црпи она дека е доволно, меѓутоа потребите на децата над 9-тиот месец веќе енормно се зголемуваат, бидејќи за првата година треба 3 до 4 пати да ја зголеми својата родилна тежина, па треба неверојатно добро да бидеме информирани за тоа како да водиме мало дете, ако е неопходно медицински или ако е од лични убедувања одлучено да се исклучи еден тип на намирница, а сите типови на намирница е апсолутно штетно по здравје. А може ли да се претера со месо? Колку месо му е потребно на детето во текот на неделата? Што ако секој ден му нудиме месо? Знаете, кај децата се малку поместени оние граници колку му се потребни протеини на килограм телесна маса, кај нив тоа е многу повеќе. Штетата од вишокот на месо е иста како и штетата од вишокот на протеини и на месо како кој возрастните, значи нивниот капацитет е до одредена граница кога тие може да примат. Понатаму оди во вишокот на протеини оди во процесот на деаминација преку бубрезите и така натаму. Малите деца ретко пијат многу вода. На тој начин оптеретуваме бубрези. Но внес на протеини мора да биде секојдневно. Постои така наречен микс. Колку месо да се внесува во текот на неделата? Еве, колку оброци Зависи месни? од возраста. Значи, треба да имаме отприлике 3 месни денови, 2 дена со риби и 2 млечни, односно со јајца, што значи дека можеме да ги комбинираме. Така ќе направиме, значи, комбинација. Важно е сите групи на намирници Да бидат застапени и да бидат припремени на начинот да бидат дигестибилни за децата, за да може да се искористат. Кои типови на месо ги препорачувате во детска возраст? Знаете, вообичаено се воведува телешко месо, меѓутоа биолошки најквалитетно месо е говедското, односно јунешкото, по својот состав. И сите типови на меса имаат плюс и имаат минус. Например, белите меса се лесно сварливи, па на тој начин некогаш се препорачани за први да бидат внесувани. Меѓутоа, ајде да видиме вака. Значи, калориски мисиркиното месо е сиромашно на масти, малку калории, меѓутоа пак е богато на железо и е богато на ниацин. Ајде пилешкото да го земеме. Домашно, значи, ако кај нешто треба да внимаваме какво месо треба да користиме, тоа е пилешкото. Да,
Значи да биде домашно, тоа е најдобра варијанта. Не е исто ни дали даваме бело месо или даваме копан. Што е подобро? Едното има повеќе протеини, е полесно сварливо, тоа е белото месо, меѓутоа во копанот и во надкопанот имаме повеќе B12, имаме повеќе D витамин, имаме повеќе железо. На крајот на кришто е важно да го изедат. Што повеќе јадат, тоа да понудиме. Јунешкото месо и говедското малку се застапени, малку се користат, поради мастикацијата, значи поради жвакањето, меѓутоа секогаш постои варијантата на мелење и сметам дека не треба да се одбегнуваат, бидејќи биолошки се највредни и во однос на составот и во однос на искористливоста, на крајот на краиштата, доколку сакаме да ги заштитиме нашите деца од дополнителен внес на хемикалии кои што се даваат и кои што хормони кои што ги имаат младите меса, бидејќи тие се во брз раст и развој, треба да знаеме дека возрастните меса се помалку оптеретени и хормонски и на било кој друг начин, и тука треба да им дадеме предност, разновидноста е таа која што навистина треба да биде застапена и на тој начин сушност го добиваме најголемиот квалитет. Многу родители кои што сакаат редовно да му даваат месо на своето дете, знаат да подготват еднаш во неделата месо, па да го поделат во неколку оброци и да го замрзнат. Дали сготвено месо, па замрзнато и потоа одмрзнато, ги има сите нутритивни вредности како и свежо подготвеното? Не. Значи, месото, смрзнувањето е една од најдобрите постапки за зачувување на квалитетот, на нутритивниот квалитет, доколку тоа е направено правилно. Со самата термичка обработка, но и замрзнувањето намалува нутритивен квалитет. Веќе термички обработена намирница, посебно месо, губи дел од својот нутритивен состав, дополнително со замрзнувањето губи уште еден дел од нутритивниот состав. И многу е важно во првите години да се работи за свежи намирници и спремени. Не значи дека не може да се направи тоа, бидејќи нуждата понекогаш е подобро сепак да биде домашно припремена храната и доколку се даде во краток временски период. Значи, меѓутоа, родителите забораваат дека има и други начини на зачувување кои што нема да претрпат еднаш, два пати, три пати термичка обработка, например пастеризацијата. Значи ние го... Но се плашат ако ги пастеризираат во теглички, да речеме, местните производи да не се расипат. Пастеризацијата е многу сигурна затоа што во текот на ако зборуваме за нешто што ќе се конзумира во текот на една работна недела. Значи во текот на една термичка обработка ние го завршуваме процесот во кој што можеме да изгубиме нутриенти. Ајде, објаснете ни како тоа се прави. Значи, ние термички го припремаме оброкот. Добро. Потоа, пред да се олади, го ставаме во тегли на 100 степени. Ги затвараме убаво. Добро. Да. И веднаш ги ставаме на пастеризација на 100 степени. Во рерна или пак во тенџере со вода? Најдобро е во рерна. Добро. Најдобро е сувата пастеризација, бидејќи веќе е свежо. Може да биде и во вода, меѓутоа тоа веќе е пак висока температура. Ова е доволно за да го продолжиме квалитетот. На колку степени во рерна? 100 степени во рерна. И колку време? Некаде помеѓу 12 и 15 минути. Проверка е дали капакот е длабнат, доколку е длабнат, доколку значи не дише, може тие не се со висока температура, веднаш ги транспортираме на обична ниска температура во фрижидер. Значи веднаш се ставаат во фрижидер, така загреани во фрижидер. Така загреани, тие не се на 100 степени, немаат некоја многу голема, значи да се многу врели, или пак нека бидат после 10 минути, но не да стојат премногу долго, веднаш во фрижидер. Значи на тој начин го застапуваме ланецот на чување и немаме разни видови на постапки кои што секоја помалку, значи ќе одземе од нутритивниот квалитет. И значи така една недела може да се така недела дена може, тоа и за возрастните може да се прави, да.
Благодарам што го споделив това со нас. Само јас да ги поканам гледачите да се вклучат во денешниот магазин за родителство 0+ месеци со нивни прашања. Надица Илиевска, нутриционист, дипломиран нутриционист е во студиото на Телма. Таа ги дава појаснувањата на сите дилеми поврзани со здравиот начин на исхраната кај децата, но и нашиот, бидејќи вела дека нели здравите навики во исхраната на децата се стекнуваат сушност во семејството. Продолжуваме со рибата, значи месо и риба. Дали секој тип на риба е здрав? Што е со онаа конзервирана риба? Можеме ли да дадеме туна од конзерва на дете? Апсолутно не. Рибата, и тука препораките се менуваат последните години. Се види дека рибата исто така, доколку нема во семејството алергија риба, додека нели се тече, веќе може од 7-8 месец да се воведе. Тоа сепак зависи од климата, местоположбата и така натаму. Например, прво нешто што се воведува во скандинавските земји е рибата, бидејќи им е лесно достапна. Исхрана, така. Јас стојам над ставот дека треба локално воведувањето, што значи дека треба да воведеме свежа риба, пастрмка, тоа е најлесната варијанта. Морските риби сепак би ги одложила после 2 месеци примање на речна риба од нашето поднебје. И нешто што секогаш треба да го знаеме. Дури кога воведуваме морска риба, треба да биде помали. Значи да го избегнеме моментот на магнификација кај големите риби, посебно туна. Туна воопшто на дете не би ни дала доколку не престојуваме на одмор на море, додека не се работи за мали парчиња. Затоа што е поголема рибата, тоа е поголемо трупањето на непосакувани состојки, а пак составот на белковините. Тешки метали да, има, тешки метали, но има и други, но има и други хемиски соединенија кои што се непожелни. Деривати на нафта има многу се наоѓаат сега и така натаму, да не навлегуваме, тоа е посебна тема што се може да се најде. Но сакам да кажам, составот на белковините, односно составот на месото на рибата е таков да има доста можност да задржува, тешки метали и конзервите не доаѓаат во предвид. Меѓутоа срдина исто така може да се спрема во домашни услови. Тоа не е апсолутно нешто што може, а да се почнува со помали риби, и да се избегнуваат. Смрзната риба може да се зема? Смрзната риба, јас имајќи во предвид дека ние не знаеме колку пати и како е држена, значи ланецот не го знаеме, таму некаде дури после 4-5 година, да не речам во школска возраст, бидејќи навистина пак од друга страна опасноста од труење со риби е многу сериозна и, ајде да кажеме, најлесна е, поготово кога се работи кај смрзнатата риба. Рибата и оброкот со риба нека бидат од свежа риба, домашно припремена риба, печењето е добра страна на рибата, значи да биде печена задржува најмногу нутритиви, или варена. Молам родителите да не даваат риба направена на скара на малите деца. Тука има враќање на акриламиди од чадот, кој што испарува и од мастите. Не се работи за здрава варијанта. Оние масти за кои што омега-3 ги апсолутно ги јадеме рибите и се гордееме дека внесуваме и мислиме дека внесуваме при печењето на скара. Можноста да тие оксидираат се зголемува над 80%, што значи дека сепак и тука во подготовката на храната треба да бидеме внимателни. Следното се јајцата. Родителите се многу внимателни кога станува збор за воведувањето на јајцето. А тоа е неопходно. Се започува најнапред со жолчката, а дури некаде на 12-тиот месец со белката. Зошто е тоа така? Препораките се спуштаат доле, значи веќе може и белката да почне да се воведува во 9-тиот месец, бидејќи додека дојдеме до цело јајце, значи ќе помине. И добро е што прво се воведува жолчката. Да, алергиите од јајце се 8-та најчеста алергија на храна. Меѓутоа, генерално, јас важам за многу голем поборник на воведување на јајце од порана возраст, поради тоа што можеби највредната нутритивна компонента во нашата исхрана е јајцето. 100 од 100. Дури дали е од кокошка или од препелица? Не, зборуваме за
кокошкините За јајца. кокошкини. Да. Што значи тоа 100%? 100% значи дека сите други намирници во однос на нутритивниот квалитет и биолошката вредност ги споредуваме со јајцето. Тоа што го јадеме во јајцето 100% се искористува во организмот. И сега можеме да зборуваме колку се важни витамините растворливи во масти, колку се важни сите оние состојки кои што ги има во јајцето, колку белката всушност се работи за еден лесно сварлив протеин. Меѓутоа, ке нагласам жолчката да се почне со воведување од 6-тиот месец, најмногу поради компонентата наречена холин, бидејќи кога имаме доволно холин во детскиот организам, пред годината имаме и доволно ДХА, значи масна киселина за развиток на когнитивните функции кои што многу бргу одат над 6-тиот месец веќе понатаму, и во исто време B12, значи на една мала количина, на половина жолчка, со половина жолчка ние веќе треба да биде постепено, нели, осминка, па четвртинка, па половинка, па 3/4, па цела жолчка, но со половина жолчка ние веќе имаме еден нутриент кој што апсолутно дава многу бенефит за детското здравје. И тука ќе ги спомнам Б витамините, од проста причина што Б витамините се клучни за ослободување на енергија од храна. И затоа е многу важно, значи, комбинацијата жолчка и житарка е идеална комбинација за раст и за развој. До веќе кај годината, значи, сме завршиле со воведувањето, 2 пати во неделата е сосема доволно. Над 2,5-3 години може да се конзумира и по едно јајце на ден, или додатно, или самостојно да биде спремено. Препораките се можеме комотно да замениме. Ние ако дадеме околу 50-60 грама месо, добиваме иста грамажа на протеини колку да дадеме и едно јајце во текот на денот, значи тоа да бидат, тука ќе го поклопиме, значи потребата од протеинскиот внес. Надица, а што е со живото јајцо од препелица? Многу родители кои што имаат деца во градинка или пак на училиште и често се разболуваат, за подобар имунитет даваат по некаква шема живо јајцо од препелица, го мешаат, го раствараат со сокче и слично. И најчесто децата после до крајот на животот не сакаат да конзумираат јајца од препелица. 1:5 е нутритивната густина на јајцето од препелица со кокошкиното јајце. Што значи дека ги свариме не е се едно, ако детето изеде 4-5 мали јајца. За да искористиме, да, не е се едно. Меѓутоа пак е многу. Не е се едно прво живо јајце, и покрај тоа што јајцата од препелица поради својата нутритивна гостина, хемиски состав, имаат многу помалку шанси, опната, да не навлегуваме во целата хемија на јајцето од препелица, шансите за загадување се неверојатно помали. Меѓутоа свежо јајце на дете пред 3 години не сме да се даде. 5 маткани јајца се многу. Да, ние ќе дадеме железо, ние ќе дадеме B12, ние ќе дадеме холин, значи тие се навистина многу богати, но нема ништо од тоа да искористиме. Ние само ќе го оптеретиме дигестивниот, поготово што препораките се тоа да биде на гладно и така натаму. Веќе во предшколска возраст може да биде 1 до 2. Добра е комбинацијата со какао. Јас би додала да биде добро изматено, за да делуваме на структурата при матењето, и на жолчката, и на белката. Значи, на некој начин правиме разбивање, значи ги правиме полесни, меѓутоа не во рана возраст, и никако не има еден тренд на воведување на препелици, јајца од препелици, поради тоа што препелицата се смета дека е поздрава и не толку, нели, не може да се храни со сето она со кое што може да се хранат кокошките, меѓутоа без воведување прво на кокошкино јајце, сите други јајца остануваат, значи, во втор план. Знаете, зависно и од подножјето, значи во Војводина се воведуваат паткини и гускини јајца, меѓутоа значи, ние немаме... секогаш се е сведено на поднебието и на она што е дел од секојдневната исхрана на населението.
житарките, се започува со житарки, сите родители ги знаат оние кашички со житарки, но како децата растат, од житарките едноставно останува само лебот, макароните, шпагетите и слично. Што препорачувате? Како да се направи еден здрав оброк со житарки кај поголеми деца? Па, најголемата борба во задржувањето на здравите навики на деца кои што растат, всушност е борбата за задржување на целозрнените житарки во исхраната. Житарките се неопходни, најбрз, најлесен, значи достапна енергија за едно дете кое што е во неверојатно брз раст и развој. Меѓутоа, за среќа, имаме веќе брашна, достапност на брашна, па дури и на производи од житарки и треба едноставно да одолееме на воведувањето, значи да обстоиме на тоа да оние житарки кои што сме ги давале до втората година бидат присутни и понатаму. И тука јас не ги кривам децата што се сведува на бели макарони, шпагети и теста, туку родителите, бидејќи всушност и родителите и во семејни услови многу малку се исхрануваат на тој начин. Знаете, сме го зборувале ова и овде, ми се чини, шпагетите не мора нужно да бидат нездрав оброк. Доколку се од дурум брашно, доколку ги помешаме, ајде да бидат малку интегрални, малку бели, доколку бидат со неоптеретувачки сос, ако биде тоа свеж домат, многу малку термички обработен, ако бидат билки, ако биде и некоја паста од маслинки, тоа може да биде здрав оброк, како за децата што растат. И тука ќе нивелираме желбата за шпагети со, нели, нешто здраво што ќе биде. Она што е интересно е псевдожитарките, многу користени од родителите кај децата во рана возраст, а како да забораваат понатаму, подоцна да ги дадат. Корнфлексот? Корнфлексот, оној таков чоколадниот, не, така. да, тој е многу засладен. Меѓутоа, палентата, на вистина можеме да најдеме други начини, други облици на користење на проја, на палента и таа да биде застапена и понатаму во исхраната. Просото, исто така пити со просо. Во супа, место тестенина. Да, место тестенина. Значи може да се најдат некои алтернативни варијанти. Хилдата е многу интересна псевдожитарка, која што на наше поднебје не се користи многу, е неверојатно добра, бидејќи е лесно сварлива, има растворливи билни влакна, за разлика од другите житарки. И тука се всушност оние грешки кои што се прават, кои што треба да се избегнуваат. Кога ќе излеземе од табличното хранење на децата, од едно преголемо внимание одеднаш преминуваме, да. На преголема релаксираност во начинот на но за тоа треба исхраната. приспособување на менито на целото семејство. Така, добив знак дека има гледач, но истовремено и дека се исклучил. Добра. Одиме понатаму. Следното се овошјето и зеленчуците. Сите знаеме веќе колку е важно да се внесува овошје, зеленчук, мешункасти, потоа производи како што се граф, леќа, боранија. Еве, ужинката, на кој начин би била здрава? Што од ова може да се даде од овошјето и зеленчукот? Се може да се даде. За мене ужинка треба да биде овошје. Ако сакаме да дадеме и плюс нешто протеинско, значи сами можеме во обично кисело млеко. Ако сакаме да дадеме сладка ужинка, наместо да дадеме некој десерт кој што не е здрав, значи обично кисело млеко, многу малку мета која е над 2 години, овошје, тоа е една здрава ужинка. За мене овошјето останува сепак, или на 2 години со некоја јатка. Значи тоа е, зеленчукот треба да биде 2 пати застапен, најмалку 2 пати застапен во текот на денот. Во раната возраст да биде термички обработен. Кај зеленчукот и кај овошјето, за жал, и ги имаме и оние најголеми стравови во однос на пестициди, во однос на резидуи. Па како да се измијат? Како да се понудат на децата доколку се сомневаме дека се прскани? Има ли начин да се намали количеството на пестициди? Од најголемото нешто со кое што ќе разочарам цела јавност.
Значи, киснењето во сода бикарбона не ги отстранува резидуите на пестициди кои што ги има во овошјето и во зеленчукот. Тоа ја менува само pH вредноста, не е ни одмастувач. Миењето во млака и благо засолена вода, механичкото миење всушност е најдоброто нешто што можеме да го направиме. Не киснење по неколку сати, тука микроорганизмите и им даваме храна. Лупењето таму каде што, значи, но резидуите што се останати внатре, ние не можеме со ниту еден надворешен третман, па дури ни со термички третман, да ги отстраниме. Но можеме да го намалиме нивното количество со добра механичка обработка. Ајде, популарните брокула и карфиол. Вклучете и некоја стара четкичка за заби, механички, убаво, да се исчистат, да се измијат, да се, дури може и да се подизлупи јаболката. Сега постојат некои зеленчуци кои што се склони на повеќе резидуи. Знаете, и најздравото овошје, најпрсканото овошје, тоа е јаболкото. Так. Доколку не ни е во дворот, и меѓутоа еве и атмосферското влијание има. Значи, лупењето сепак останува, да кажеме, значи, механичкиот третман. Механичко отстранување всушност на пестицидите, бидејќи најмногу под лушпата се задржуваат. Оние резидуи не постои ниту Начин да една се магична елиминираат. течност со која што ако ги потопиме, тие ќе ги врзат за себе. Интересно е што до храната кај бебињата започнува најчесто со овошни кашички, но потоа децата на одредена возраст, после 4-5 години, не сакаат да јадат овошје. Или пак јадат многу лимитиран број на овошки и на зеленчуци. Како да ги убедиме да ги изедат? Или како да ги убедиме, како да им ги подметнеме, би рекла подобро, на таа возраст за да ги сконзумираат? Дали смутито, еве доаѓаме до течностите, дали смутито е добра варијанта? Дали можеби свежо цедените сокови се опција? Значи, доколку не постои ниту еден друг начин да се воведе овошјето, тогаш пирето од овошје и компотите, заборавени рецепти во секојдневието, значи, се единствен начин. Меѓутоа, ќе се вратиме на една друга работа. Доколку не се обрне внимание да се развива рефлексот за жвакање кај децата до година дена. Обично им се даваат блендирани кашички за полесно да го изедат оброкот во тоа целост. почнува мастикацијата да се развива после 6-тиот месец, кога и треба да се воведе. Ние не можеме да очекуваме детето да обожува да јаде свежо овошје, затоа што тоа треба добро да се жвака. Јас лично не препорачувам смуди, затоа што сметам дека калориите не треба да се пијат. Меѓутоа, може, доколку гледаме дека е, значи, апсолутно алармантно, дека не се внесува, но секогаш па тоа постоја ни се враќа како бумеранг по пуштањето, она позната реченица на родителите, важно ми е да јаде, не е важно што и како, апсолутно не држи, што значи дека зошто не рендањето? И тука помагаме на детето, зошто не гмечењето со вилушка. И тука помагаме ако не сака толку многу да џвака, меѓутоа сепак не е толку. За мене смудито е издржана варијанта кога треба да направиме зеленчук со билни влакна кои што детето се уште не може добро да ги вари. И смудито е измислено за да подостапни, лесно сварливи не бидат зеленчуците, а не да правиме овошни бомби на база на житарки и на 100 вида на овошја во вид на смути. Цедените сокови, па и домашните, се најлошата варијанта. Сето она што е микронутриент и што е додадена вредност на храната која ја користиме, останува во пулпата. Во сокот е многу мал дел од бојата, од каротиноидите, од биофлавоноидите и од шекерите. И всушност се отстранува и го фрламе она што е најздраво. Најздравото.
Надица, благодарам многу за денешното гостување, за деталните појаснувања поврзани со начинот на исхраната кај децата. Секогаш е добро да се слушне некој квалитетен и солиден совет, кој што би ни помогнал во одржувањето на здравјето на децата, бидејќи не за џабе рекле, здравјето ни зауставлегува. Тоа е така, секогаш со задоволство, исхраната на децата е инвестирање во нивната иднина. Апсолутно. Почитувани, ви благодарам што не следевте денеска во магазинот за родителство 0+ месеци. Ова емисија можете да ја гледате секој понеделник во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.